Секојдневно кардио, како се менува вашето тело и каде е границата. Редовниот кардиотренинг, како трчањето или брзото одење, значително го подобрува здравјето на срцето и општата издржливост. Сепак, експертите нагласуваат дека придобивките доаѓаат само доколку вежбањето е придружено со правилна исхрана и доволно време за одмор. Клучни придобивки за организмот. Кога кардиото ќе стане дел од вашата секојдневна рутина, во телото се случуваат неколку важни промени. Повеќе енергија, се зголемува бројот на митохондрии во клетките, кои се одговорни за претворање на храната во енергија. Ова води до подобра кондиција и побрзо закрепнување. Силно срце и бели дробови. Срцевиот мускул станува поефикасен во пумпањето на крвта, што го намалува ризикот од висок крвен притисок. Истовремено, капацитетот на белите дробови се зголемува, снабдувајќи ги мускулите со повеќе кислород. Ментално здравје. Вежбањето поттикнува лачење на ендорфин и допамин, хормони кои го подобруваат расположението и го намалуваат нивото на стрес. Метаболичка контрола. Мускулите ја користат глукозата како гориво, што помага во природно регулирање на шеќерот во крвта и превенција од дијабетес тип 2. Опасност од претренираност. И покрај позитивните ефекти, секојдневното вежбање без пауза може да доведе до претренираност. Симптомите вклучуваат хроничен замор, проблеми со спиењето и пат на имунитетот. Жените се особено чувствителни на енергетски дефицит доколку калорискиот внес не ги следи потребите на зголемената активност. Клучот е во рамнотежата. За долгорочни резултати експертите препорачуваат разновиден интензитет. Поголемиот дел од тренинзите треба да бидат со лесен интензитет, а само мал дел со висок. Задолжителен одмор. Деновите за пауза се клучни за обнова на мускулните влакна и спречување на повреди. Сладок посем колач со моркови и встаци. Овој колач е сочен, ароматичен и исклучително едноставен за подготовка. Комбинацијата од рендани моркови и встаци му дава посебна текстура и богат вкус. Потребни состојки. Брашно 200 грама. Нишесте 90 грама. Шеќер 170 грама. Рендани моркови 400 грама. Дробени встаци 60 грама. Вода 6 големи лажици. Масло 100 мл. Прашок за печиво, 1 пакетче. Кора од лимон, рендана од 1 лимон. Начин на подготовка. Подготовка на смесата. Во еден длабок сад ставете ги сите наведени состојки. Мешајте убаво со лажица или маталка додека не добиете изедначена и хомогена смеса. Подготовка за печење. Земете правоаголен калап со димензии приближно 30 на 11 см. Подмачкајте го со малку масло и рамномерно распоредете ја смесата во него. Печење. Ставете го колачот во претходно загреана рерна на 180 степени Целзиусови, печете го околу 45 до 50 минути. Финиш. Откако колачот убаво ќе се олади, извадете го од калапот, наросете го со шеќер во прав по желба и сервирајте.